ЕСМ ќе купува газ од бугарска, не од македонска фирма. Државната компанија донесе одлука да склучи договор со Балкан Утилитис, која понудила минимално пониска цена од Макпетрол, но фиксна заклучно со 1 мај. Од Макпетрол вела дека цената која тие ја понудиле е променлива и дека таа ќе биде пониска во наредниот период, ако се земе предвид движењето на берзите. Тоа го знае и ЕСМ Продажба, бидејќи претходно набавуваше газ за период од 15 дена со цел да обезбеди што подобра понуда. Тука се поставува прашањето како пред јавноста ќе се оправда овој договор, доколку цената што Макпетрол би ја понудил биде пониска за јануари, но и за следните 4 месеци, односно до 1 мај, до кога е објавено дека важи новиот договор. Во своето соопштение ЕСМ пак наведе дека гасот ќе се користи за потребите на топланите Исток и Запад, енергетика и Скопје Север, како и за останатите потрошувачи, пред се поголемите производствени и услужни капацитети. Од државната компанија ги повикаа потрошувачите да се обратат до државната ЕСМ Продажба за натамошно снабдување. Со ова се поставува прашањето дали државните институции за да дојдат до природен газ ќе го заобиколат законот за јавни набавки, кон кој треба да се придржуваат и ќе го добијат енергенсот без јавен повик. Новој план како сето ова би се извело ако се знае дека меѓу потрошувачите има и јавни, односно државни правни субјекти кои за да купат газ секој засебно мора да се придржуваат до законот за јавни набавки. Ова значи дека сите тие би требало да си објават повик за да обезбедат природен газ. Пазарот со природен газ треба да се либерализира од 1 јануари. Предходно од Макпетрол соопштија дека нема да тргуваат поради тоа што не беа донесени подзаконските акти кои треба да го регулираат работењето. Но откако регулаторна ги донесе новите правила, македонскиот трговец со газ се јави на повикот на ЕСМ кој на крајот сепак одлучи да склучи договор со бугарска компанија. Договорот отвара и низа други дилеми, меѓу кои како ЕСМ Продажба го штити јавниот интерес со набавка за газ за 4 месеци однапред. При тоа државната компанија не се потпира на стабилен домашен снабдувач, што вработува нешто повеќе од 2000 луѓе во Македонија, туку избира странска компанија што на никаков начин не придонесува во домашната економија.